почитувани граѓани, професори, наставници, ученици и родители. Долг е периодот на нашите заложби да дојдеме до реалноста за состојбите во основните и средните училишта во нашиот град. Вчерашната седница на Советот на општина Битола, на која се разгледуваа извештаите за работа од претходната 2011 и 2012 година, како и програмата за работа во оваа учебна година, не даде одговор на клучното прашање. Каква е финансиската и материјалната состојба на основните и средните училишта во нашиот град? Одговор не добивме ниту од надлежните во локалната самоуправа, ниту пак од директорите на училиштата, кои што за волја на вистината беа присутни во салата. Денешната пресконференција се надевам дека ќе предизвика одговорност кај ВМРО ДПМН да даде прецизен одговор на следните прашања. Прво, зошто основните и средните училишта во Битола имаат блокирани жиросметки? Второ, колкави се долговите на секој училиште поотделно и кои доверители и колку побаруваат? Трето, од која објективна или субјективна природа се настанати долговите? Доколку се истите настанати како резултат на недоволните средства што ги праќа Министерството за образование и наука во вид на блок трансакции, опозицијата да ви ја даде поддршката во битката, таа неправда да се исправи. Ниту локалната власт, ниту опозицијата не смеат да молчат пред неправдата на централната власт, кога станува збор за интересите на нашиот град и нашите граѓани. На крајот сакам да упатам апел до ВМРО ДПМН дека нема ништо вечно и дека еден ден сите негативни работи ќе излезат на површина, но исто така сакам да потенцирам дека секое лошо поведение и криминал ќе бидат осудени од историјата, а секој поединец од правната држава. Благодарам.